Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, поздрав од студиото на Радио Глас на надежта. Започнуваме нашата дневна емисија која се емитува во среда точно напладне во 12 часот. Еве денеска сме повторно заедно. Вообичаено нашата емисија започнуваме со една мисла на денот, мудра мисла, па еве за денеска ја одбравме следнава мисла. Вистински пријател е она личност која те држи за рака, а го допира твоето срце. Навистина, убава порака. Кој е вистински пријател, вели? Значи е личност или она личност која те држи за рака, а го допира твоето срце. Библијата зборува дека оној кој има пријател е поверен, вели, и од самиот брат. Така да пријателството постои меѓу луѓето и треба да се одржува тоа пријателство. Нека не води ова мисла, почитувани гледачи, денеска, значи вистински пријател е она личност која те држи за рака, а го допира твоето срце. Одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Pogledaš danas oko sebe, vidjet ćeš samo tugu i bol. Ali Bog kaže, pozvao sam te po imenu, moj si. Kada plamen svom svojom žestinom preti da uništi tvoju dušu i kada ti se čini da će valovi raspesnelog okeana potopiti tvoj mali brod, seti se, blizu je dan. Isus je rekao, prijatelji, ja vas ostavljam, ali ne zauvek, doći ću ponovo po vas. I kada on ponovo dođe, sve ovo raspadljivo pretvorit će se u neraspadljivo. I još malo, još samo malo, i svim patnjama doći će kraj.
во емисија повторно следува рубриката Почитувани гледачи вести од светот. Денес имаме вести од нашето соседство, односно од Република Бугарија. Имено за што станува збор. На 17. мај, значи минатиот месец, ова година, 2025, Гласот на надежта или Hope Channel Бугарија го одбележа својот 20 годишен јубилеј со свечен настан во Софија, значи во Бугарија. Настанот собрал многу меѓународни гости, партнери и долгогодишни поддржувачи под мотото Живееме со надеж. Наистина е нашата куќа, Гласот на надежта и радио Глас на надежта. Ние сме нови, неколку години како постоиме, меѓутоа нашите соседи во Бугарија веќе 20 години како ја имаат таа станица Гласот на надежта. Еве што вели ова информација, дека на ова прослава учествувале некаде околу 160 учесници. Како што спомнав, вклучувајќи поранешни соработници, волонтери, сегашни членови на тимот, лидери од Бугарскиот сојуз, од Христијанската адвентистичка црква на 7-миот ден и секако представници од Hope Media Европа и Интеревропската дивизија. Тука имало и други гости кои биле присутни на ова прослава. Hope Channel Бугарија беше првиот медиум во земјата што емитуваше христијанска содржина во живо на интернет, рекол Ивајло Томанов, директор на Hope Channel Бугарија. Низ годините нашите продукции се фокусира на христијанските доблести, библиските вистини и универзалните човечки вредности, придонесувајќи за духовно збогатување на нашата публика. Програмата содржеше срдечни сведоштва и размислувања од поединци кои се дел од медиумската служба уште од нејзиното основање. Љубен Кацаров, првиот вработен официјално во Hope Channel Бугарија, еве што рекол: "Имав само 15 години кога започна визијата на Hope Channel. Ме водија мојата страст за учење и возбудата од градење нешто значајно. Низ годините видов како Бог ги умножи нашите скромни напори во нашето извонредно однесување. Дури денес верувам дека Hope Channel Бугарија е христијански медиум кој воопшто е алатка потикната од Бога преку луѓе, преку верници за мисија и витална компонента на модерното христијанство." Милен Георгиев, председател на Бугарскиот сојуз на адвентистите на 7-миот ден, ги упатил своите честитки и се осврнал на растот на каналот и еве што тој изјавил: "Бев сведок на огромниот развој на Hope Channel Бугарија низ годините. Гледам огромен потенцијал во неговата иднина. Нека вашето медиумско присуство продолжи да расте и да наоѓа се покреативни начини да ги благослови оние што бараат христијанска содржина", рекол тој. Клаус Попа, директор на Hope Media Европа, одржал и тој своје обраќање, мокна проповед под наслов "Кој сум јас?". Во својата порака тој нагласил основната мисија на Hope Channel. "Моја желба е да им помогнеме на луѓето да живеат исполнет значаен живот. Низ целиот свет многумина бараат мир, помирување и поврзување со Бога. Преку различни медиумски платформи, Hope се стреми да ги води на ова патување. Програмата после завршила секако со проекција на 2 филма, документарен филм за петократната светска шампионка во слободен стил во фудбал, Агушка Мних, дел од серијата "Мојата најголема цел" од 2024 година. Еве, почитувани гледачи, тоа би овие информации за прославата 20 години на Гласот на надежда или Hope Channel во Бугарија. Прославата на 20 годишнината од Hope Channel Бугарија завршила со прием, обележен со топло дружење, споделени спомени и обновена посветеност на мисијата за споделување надеж преку медиумите. Наистина, Господ ги користи сите средства денеска, еве и преку овие медиуми,
значи преку интернет, преку Facebook, преку YouTube каналите, да Евангелието допре што поголем број на луѓе да ги дофати. Еве, нашите браки и сестри во Бугарија се радувале на 20 годишнината од воспоставувањето на гласот на надежта во таа земја. Одеме сега уште со една песна. Прекрасен милостив Спасител, најдобар пријател си. Ти си јагнето Божјо, живот ни подари. О, ти живот ни подари. Утешител, советник ти си, по твојот руко меам јас. Срце ти надеж ми даваш, ако ја изгубам. О, што надеж ке изгубам. Славиме Боже, Те обожаваме Христе, ги храниш ти срца тако. За Тебе млади се, о, млади сме за Тебе. Силен и вечен си татко, верно не љубиш ти нас. Во слабост ни даваш ти сила, кон вечност не подигаш. О, кон вечност не подигаш. Тебе те славиме Боже, Те обожаваме Христе, ги храниш ти срца тако. За Тебе млади се, о, млади сме за Тебе. Славиме Боже, Те обожаваме Христе, храниш ти срца тако. За Тебе млади се, о, млади сме за Тебе.
Dobry den. Good afternoon. It's good to be back in your home again today. Драго ми е што еве повторно можам да бидам со вас кај вас дома. We've been going through what I call the laws of health. Ние сме во законот на здравјето. And I want to make you a pretty strong guarantee Сакам да направам една добра, јака гаранција за вас. if you follow these laws, А ако ги следите овие закони, you're going to feel better. вие ќе се чувствувате подобро. If you don't follow these laws, А ако не ги следите овие закони, you might end up feeling just the way you feel right now, which isn't too good, може би ќе се чувствувате токму како што сега се чувствувате, а не толку добро, because you're not following the laws. затоа што не ги следите овие закони. So we've looked at so far 5 laws. До сега проучававме 5 закона. We looked at nutrition, Гледавме во исхраната, exercise, вежбањето, water, водата, sunshine, сончевата светлина, temperance, умереноста. and now we're going to look at a very important one called fresh air. Денеска ќе зборуваме за свежиот воздух. Fresh air is very important Свежиот воздух е многу важен. and is getting harder and harder to find Се е потешко и потешко да го имате, да го најдете. because our world's getting more and more polluted. Затоа што нашиот свет е се повеќе и повеќе загаден. But let me ask you a question. Ајде да ви поставам едно прашање. What is the air we breathe? What's it made from? Од што е составен воздухот кој што ние го дишиме? Most people say, oh, oxygen. Поголемиот дел од луѓето ќе кажат кислород. If the air we breathe was pure oxygen, Ако воздухот кој што го дишиме е чист кислород, the next time somebody struck a match to light their cigarette, следен пат кога некој би го запалил кибритот да запали цигарата, the human race would become extinct. човечката раса би исчезнала. Big fire, over. Голем пожар и се би снемало. Our air is 78% nitrogen. Нашиот воздух е создаден од 78% од азот. It's only about 21% oxygen Значи само 21% кислород and 1% other gases. и само 1% други гасови. Now, how long can a person live without food? Колку долго може човек да живее без храна? Now, this isn't a rule because some people can live a lot longer, some people a lot less. Ова не е некое правило, али некои луѓе може да живеат подолго, некои можат пократко. But it's usually 4 to 6 weeks. Вообичаено од 4 до 6 недели. Okay? Then most people are going to expire. И нажалост поголем дел луѓе би тогаш би исчезнале. How long can you live without water? Колку долго може да живеете без вода? All right? It's usually about 1 week. Вообичаено е една недела. Now, I know some people are going to say, I never drink water. Некој ќе рече, јас никогаш не пијам вода. I drink Coca-Cola. Јас пијам Кока-кола. Or I drink coffee. Или јас пијам кафе. You know what the number one ingredient of those things are? Али знаете кој е број 1 состека во тие пијалаци? Water. Вода. Trouble is, they are diuretic. Работа е тоа што тие се диуретици. Makes us lose that water, so we got to drink more of this poison. Тие не тера да isfрлиме вода и да губиме вода, а да пиеме други работи, што значи дека се тоа отрови. How long can we live without oxygen? Али колку ние можеме да живееме без воздух? 2 to 3 minutes, most people are going to pass out. 2 до 3 минути некои луѓе ќе поминат со тоа. 6 to 9 minutes, you're doing permanent brain damage. 6 до 9 минути вие ќе направите трајна штета на вашиот мозок. Wow, we got to drink our water. We got to get fresh air. We got to get the right food. Значи, мора да пиеме вода, мораме да имаме добра исхрана, али исто и чист воздух. All right, some of the reasons why we don't get good oxygen. Некои од причините зашто немаме доволно кислород. One is we don't get enough exercise. Затоа што немаме доволно физички активности. How much exercise do you need? А колку физички активности ни се потребни? Enough to be breathing deeply. Доволно за да можеме да бидеме задишани, за да можеме длабоко да дишиме. Now some of you get like that going up your stairs. Некои тоа можеби ќе го доживеат само со одење по скалите. When I smoked, so did I. Кога сум пушел,
тоа и мене ми се случувало. But what we've got to do is get out. The more you exercise, the better your breathing is going to become. А колку повеќе вежбате, толку подобро и повеќе ќе вдишувате и вашето дишење ќе биде добро. So you can increase intensity, which increases the oxygen volume that you're taking in. Значи тоа ќе го зголеми интензитетот и тоа ќе го зголеми волуменот или капацитетот на воздухот кој што ќе го внесете. Let me give you a test. Ајде да ви дадам еден тест. Strike a match Запалете кибрид and hold it out about 30 centimeters from your mouth. и држите го на 30 сантиметри од вашата уста. Open your mouth wide Отворете ја широм вашата уста and try to blow it out that way. и пробајте да го исфрлите воздухот на тој начин. You can do it easy, Вие можете да направите лесно ако дувнете, but opening your mouth is the full force of just your lungs. али со отварањето на устата тоа е со полн капацитет на вашите бели дробови. If you can't put the match out, А ако не можете да го изгасните кибритот, try coming closer. пробајте да го доближите. The closer you come, Колку поблиску доаѓате, before you blow the match out, пред да го изгаснете кибритот, is the worst condition your lungs are in. тоа е најлошото состојбе во кое што сега се наоѓаат вашите дробови. And one of the main enemies to the lungs is to the very tobacco I've been talking about. А најголемиот непријател на вашите бели дробови е пушењето за кое што веќе зборував. Get your lungs in shape. Одржете ги вашите бели дробови во добра форма. But there's another just as common cause for not good breathing, good oxygen. Постои уште еден причинител кој што немаме доволно кислород или правилно дишење. That's posture. Вашето држење. You know, if I slump over, А ако јас се наведнам малце, I cannot take a deep breath. не можам да земам длабок воздух. Now, I usually ask my students to do something, Јас ги замолувам моите студенти да направат нешто. and I've taught all around the world. Учам на целава наша планета Земја. So I'm going to ask you to do it. You're my students. А сега сте вие мои ученици, сега ќе ве замолам вие нешто да направите. Wherever you're sitting right now, I want you to slide down and get real comfy. Каде и да седите сега, сакам да се слизните и да се направите да бидете во една комфортна зона. You're sort of sitting like this. Да седите во тој облик. Now take 2 deep breaths. И земете длабоки 2 дишувања. Now sit up straight. И сега се исправите. Take 2 deep breaths. И земете длабоки вдишувања. Do you feel the difference? Дали чувствувате промена? You Разлика? should. Сигурно би требало да почувствувате. If you're sitting right now, and most of you are, А ако седите, веројатно сите вие, поголем дел од вас седи, put your arm behind your back. ставите вашата рака позади Lean back against it. и подпрете се на неа. How does that feel? Како се чувствувате? See, your back doesn't look like that. Гледате, вашиот грб не изгледа вака. Your back has a curve. Вашиот грб има една вдлабинка. And if we have something supporting that curve, А ако во таа длабинка постои нешто што ќе ја потпира, ќе ја држи, you're going to breathe better. вие ќе дишите подобро. Good chairs will have that lumbar curve. Значи, добрите столици го имаат тој лумбален закривување. Most chairs have straight backs. Поголемиот дел од столиците имаат равна столица. It's a great chair for a worm. Тоа е добра столица за црв. Worms don't have vertebrae. Значи, црвците немаат кичма. Малечки и поголеми, добро дошле в домот Божи. Весела песна да запееме, Божјото име да се слави. Еј ти што те знам и секој од вас, сите исти сме пред Бога.
Исус не учи да шириме мир, другарство, љубов и слога. Слушај, слушајте глас, Свети Дух тивко ке ни збори. Мудар и драгоцен стих, низ целиот живот да не води. Тој чекор ми води да не заталкам, од се срце му верувам. И сила ми дава тој неизмерна, што зрачи од Голгота. Еј, помалечки и поголеми, добро дошле в домот Божи. Весела песна да запееме, Божјото име да се слави. Еј, ти што те знам и секој од вас, сите исти сме пред Бога. Исус не учи да шириме мир, другарство, љубов и слога. Пејте, пејте на глас, слава пој сегде да се слуша. Еве најдрагоцен дар, нашите мали детски срца. Тој чекор ми води да не заталкам, од се срце му верувам. И сила ми дава тој неизмерна, што зрачи од Голгота. Еј, помалечки и поголеми, добро дошле в домот Божи. Весела песна да запееме, Божјото име да се слави. Слушај, слушајте глас, Свети Дух тивко ке ни збори. Мудар и драгоцен стих, низ целиот живот да не води. Тој чекор ми води да не заталкам, од се срце му верувам. И сила ми дава тој неизмерна, што зрачи од Голгота. Пејте, пејте на глас, слава пој сегде да се слуша. Еве најдрагоцен дар, нашите мали детски срца. Пејте, пејте на глас, слава пој сегде да се слуша. Еве најдрагоцен дар, нашите мали детски срца. Еве неповторно во програма, почитувани гледачи, вие следите дневната емисија Точно напладне, која се емитува во среда во 12 часот на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Продолжуваме со нашата емисија, односно со темата. Продолжуваме со темата од минатата емисија, која носеше наслов Открите го последното предупредување. Зборувавме за тројната ангелска вест, дојдовме до жигот на ѕверот. Претходно да го прочитам текстот кој ќе не поврзе со минатата емисија. Во Откровение 14:12 читаме: тука е трпението на светите, тука се они што ги пазат заповедите Божи и верата во Исуса. Овде не идуваме на две значајни тврдања, почитувани гледачи. Прво, Бог ги повикува луѓето секако да му се поклонат нему, како Бог, како Создател, а во тој повик ги користи изразите превземени од 4-та заповед за 7-миот ден, а тој е денот за одмор, тој е саботат. Понатаму, наспроти оние кои го обожаваат зверот и неговата икона, се наоѓаат сите оние кои се означени како следбеници на Бога Создателот, тоа се оние кои ги почитуваат Божите заповеди. Значи, тоа се луѓе наспроти оние кои го обожаваат зверот и неговата икона. Неговата икона, еве да кажам на почетокот, е самата недела кој тие ќе ја прифатат како посебен ден за светкување и за обожавање на Бога. Иако Библијата наложува, не упатува кон 4-та заповед, кон 7-миот ден, а тоа е саботата. Еве што пишува во Откровение 14:12. Тие го слушат Бога како оној кој ги создал небото и земјата, морето и водните извори. Тоа е Откровение 14:2, што е директна врска со зборовите што ги пазат Божите заповеди, како што вели 14:12 во Откровението. Понатаму, тие ги држат целосно Божите заповеди, а тоа го подразбира и 7-миот ден, саботата.
Во втората книга Мојсеева, во 20 глава, во 11 стих, цитирам дел од 10 заповеди, кај што пишува: зашто за 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, морето и се што е во нив, а во 7-миот ден си отпочина. На овој начин, почитувани гледајќи пораката на првиот ангел, поврзана со заповета за денот на одмор, саботата упатува на пораката на третиот ангел, кој го споменува држењето на Божите заповеди. Ова подразбира, особено е во даден контекст, Божите заповед кој го кажува на Бога како создател, секако на небото и на земјата, на морето и на водните извори, оној на кој луѓето треба да му се поклонат, а не на цверот. Не заборавајте ги они што она секако што го проучувавме и го читавме во минатата емисија во Откровение во 13 глава. Токму силата на четвртиот звер, малечкиот рог, односно папството, зверот од Откровение 13 од 1 до 10 ја изменила ова заповед и Божиот ден го замешала или го заменала со недела. Ден кој никогаш не е посветен од Бога и не го одобрува Библијата. Пророк Даниел во 7 глава од својата книга предупредил дека ова сила ќе помислува да ги менува празниците и законите. И токму и така се случило со заповета која се однесува на времето, она која говори за саботата како 7 ден, која папството се обидело да ја замени во недела. Знаеме дека папата во минатото покушал, и тоа ќе се случи во последно време, кога со закон ќе се наметне неделата да се празнува. Да го разгледаме сега накратко овој заклучок. Во последните денови, значи спорот околу самиот авторитет кому треба да се поклонуваме, ќе го достигне својот врв, или ќе го слушаме Бога како создател, или пак ќе го слушаме зверот. За жал, како што видовме, овие два звера ќе соединат својата моќ, значи и верската власт, и граѓанската власт ќе се соединат и на сила ќе го наметнат тој жиг, значи жигот на зверот, односно неговата икона, а тоа е обожавање на неделата. Они кои го следат Спасителот или Создателот, наспроти они кои го следат зверот, ги почитуваат Божите, како што рековме, заповеди, вклучувајќи ја и единствената заповед која укажува на Бога како Создател. А тоа е, како што читавме, значи во Откровение 14:7, ги повикува сите луѓе на ова земја да го обожаваат Бога Создателот на земјата, на небото, морето и водните извори. Наспроти, она заповед која зверот ќе издаде да се обожава зверот и неговата икона, односно неделата. Ова предупредување со така оди и подлабоко. Во Откровение 14:9 читаме, вели, оној кој ќе прими белек на челото свој или на раката своја, значи тие ќе бидат обележани и ќе се одвојат и ќе застанат на страна на зверот, односно на сатаната. Дали некој сте виделе слики на побожни евреи како свиваат така наречени тефилни свитоци, тоа е пергамент со стихови на Тора. Тие свитоци ги стават во кутичиња и ги врзуваат за раката и на челото во текот на молитвата. На овој обичај води потекло од Стариот Завет, кога на евреите, откако им се дадени Божји заповеди, им е речено: и врзи ги на раката своја како знак и нека ти бидат ознака над очите твои. Тоа е 5 Мојсеева 6:8. Ете евреите од каде ја влечат таа традиција, значи од Стариот Завет. Понатаму читаме 5 Мојсеева 11:18, кај што пишува: и така ставете ги овие мои зборови во срцето свој, во душата своја, врзете ги на раката своја како знак и нека бидат тие врзулка меѓу очите ваши. Врзулка меѓу очите. Друг превод вели: запис меѓу очите. Го символизира она што го имаме на ум, додека врзувањето за рака го символизира она што го правиме нашите дела. И затоа читавме претходно во Откровение 14:9 дека оние кои ќе застанат на страна на зверот ќе примаат, овде вели, белек на челото свој или на раката свој. Значи, челото е символ, почитуване гледајќи, за интелигенција, за размислување, за донесување одлуки. А печатот или жигот на раката е символ дека со раката ние ќе го прекршиме
Божиот закон или четвртата заповед, ако работиме, ако не го почитуваме. И затоа овде интересно се става, значи, белек на челото или на раката своја. Дали ние овде тврдиме дека оние кои сега одат во црква во недела го имаат жигот над зверот? Секако не. Денеска се уште не е вметнат тој жиг што се вели на раката или на челото. Наместо тоа Библијата говори за тоа дека ќе дојде време на конечната одлука за целиот свет. Иако луѓето се соучувале секогаш со својот избор, вечен живот или вечна смрт, но сепак во последното време тоа ќе биде одлучувачко. Тогаш луѓето ќе одлучат дали ќе му служат на Бога со својот ум или ќе се престројат на страна на зверот и на неговата икона. Оно што ќе го видиме на крајот ќе биде слично на оно што сме го гледале низ целата историја. Верските организации ќе ја користат моќта на државата за да го наметнат своето учење. Значи, црквата и државата денеска се одвоени скоро во целиот свет. Меѓутоа ќе дојде ден кога тие ќе се обединат, ќе бидат еден глас. Повеќето од нас кои живееме во така наречените либерални демократски општества знаеме само за верска слобода, слобода на вероисповедта. Сепак ние сме исклучок, а не правило. Денес правилото за многу луѓе и за повеќето луѓе низ историјата била силата на законот кој вршила притисок на совеста во сферата на верски прашања. Реков, во повеќето земји има верска слобода, но и денес има држави, земји кај што луѓето не можат слободно да искажуваат својата верска припадност. Во средниот век, во минатото било уште потешко, но како одиме кон крајот, кон завршницата на овој свет, тој обрч би рекол ќе се стега се повеќе и повеќе. Ова клучна вистина станува појасна кога ќе разгледаме што значи седмиот ден. Длабоко вткаен во извештајот на создавањето се наоѓа седмиот ден, символот на чинот на создавање. Не можете да се вратите во минатото, а да не стигнете до седмиот ден. Односно, до седмиот ден што Бог го посветил. Размислете за ова, почитувани гледачи. Сите верување на христијаните во суштина се вкорените во еден факт. Бог е наш создател. Ништо во христијанството нема смисла без таа темелна вистина. Крстот, спасението, второто Христово доаѓање, секој учење, се заснова на Бога како оној кој го создал овој свет. Создавањето значи представува основа или основен темел на сите библиски учења, вклучувајќи го и она учењето за седмиот ден, за саботата, вградена во самиот извештај за постојањето на светот. Саботата стои како вечен и непроменлив знак за тоа создавање. Со други зборови, саботата е главен подсетник на ова темелно учење. Единствено што е поголемо по својата важност е самиот Бог, кој е основач на саботата. Затоа, самото скврневање на седмиот ден саботата представува негирање на Божјата создателска моќ и на Божите димензии како господар и авторитет. Тоа значи да се прејде секоја граници, да се негира суштината на Бога. Всушност, да се земе местото на самиот Бог, значи да се заземе местото на самиот Бог, како што видовме бидејќи зверот ќе покуша да ги менува времињата и законите и тој ќе седне на престолот, всушност значи непочитување на вистинскиот жив создател. Божите луѓе се повикани да го следат Бога. Библијата ги опишува и како оние кои ги држат Божите заповеди, Откровение 14:12. Од сиве овие заповеди, заповедта за седмиот ден саботата се издигнува над сите други затоа што единствено таа укажува на Бога како на создател, како единствен кој треба да се слуша, наспрот истата сила која се стреми не само да ја погази таа заповед, туку и да ја превземе улогата на самиот Бог. Поради тоа, не чуди што милиони луѓе во целиот свет веруваат дека седмиот ден, саботата, ќе биде видлив символ на конечната поделба меѓу оние кои го следат Господ и оние кои го слушаат зверот. Која ќе ја согледаме саботата како основа на сето останато, тешко е да се замисли дека завршниот судир може да избие околу што било друго. Еве да ги прочитаме сега и завршните предупредувања кои ќе се заселуваат како се ближиме кон завршницата на овој свет. Читам во Откровение 18 глава од 1 до 4 стих. А по ова видов како слега од небото друг ангел кој имаше голема власт, а земјата светна од неговиот блескот. Извика силно, зборувајќи со висок глас: падна, великиот Вавилон, и стана ѓаволско живеалеште и засолниште
на секаков нечист дух, врталиште на сите нечисти и гадни птици, зашто се со отровно вино на своето блудство ги напои сите народи. И царевите земни блудствуваа со неа, а трговците земни се збогати од нејзината голема раскош. И чув друг глас од небото како вели: излезете од неа, луѓе мои, за да не сочувствувате во гревовите нејзини, или да не учествувате во нејзините гревови и да не добиете од нејзините казни. Значи, во овие стихови или во ова пророштво, почитувани гледачи, се прикажува она што треба да се случи во скорошни днина. Овде забележите ги овие глаголски изрази: напои, блудствува, збогатија. Значи, тоа ќе бидат луѓе кои ќе ја измештат вистината. Не станува збор за буквално вино, туку за лажна наука. Додека оние кои го примат джигот над зверот не го слушат Бога. И Бог прави нешто посебно со своите верни. И еве да продолжим Откровение 17 од 1 до 3. Потоа видов 4 ангела како стојат на 4 агли на земјата, држејќи ги 4 земни ветрови, за да не дува ветер ни на земјата, ниту на морето, ниту на некое дрво. И видов друг ангел како се подигаше од исток, кој имаше печат на живиот Бог. Гледате сега, овој ангел ќе ги запечати своите верни слуги. Претходно видовме жиг на челото и на раката, сега овој ангел го гледа пророк Јован, излегува од исток и имаше, вели, печат на живиот Бог. И тој извика со висок глас кон 4 ангели, на кои им беше дадено да и пакостат на земјата и морето, велејќи: не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвета, дојка не им се стави печат врз челата на слугите на живиот Бог. Додека бунтовниците, значи, оние отпадниците, оние кои се на страна на ѓаволот, би рекол, го примат джигот над зверот, Бог ги запечатува своите следбеници. Печатот е всушност саботата, почитувани гледачи. Божиот печат е саботата. Каде тие го примат својот печат? На своите чела. Запечатувањето е дело на Светиот Дух, кој луѓето ги бодри да внимаваат на Божите предупредувања, да бидат послушни на вистината. Може да прочитаме и во Ефесјаните 1:13. Значи, Духот Свети, тоа не може да биде видлив печат на челото, па ние да го гледаме. Не, Духот Свети ќе ја запечати вистината за сознанието за седмиот ден врз основа на одлуката што луѓето ја донеле да му служат на Господа и да го почитуваат седмиот ден. Крајот се уште не дошол. Близу е, но се уште не е дојден. Денес Божјата порака се шири по сета ова планета, која се уште се наоѓа во бунт. И затоа читавме, Јован вели: излезете, Бог вели преку Откровение 18:4, излезете од неа, народе мој. Ова е Божјот завршен повик. Бог има своји верни слуги во сите верски заедници. Кога спорното прашање ќе биде разјаснето и кога ќе ја прифатат пораката, оние верници ќе излезат од Вавилон и ќе им се придружат на оние што ги пазат Божите заповеди и верата Исусова. Кога велам ќе излезат од Вавилон, овој свет во кој живееме наречен Вавилон, значи збрка. Тие ќе излезат духовно, не физички, да отидат сега на некоја друга планета да живеат. Тие ќе бидат овде, но во мислите, во одлуките ќе бидат на Божја страна. И затоа, почитувани пријатели, драги гледачи, денеска е време на одлука. Читам на крајот во Откровение 22:17. И духот и невестата велат: дојди. И кој ќе чуе, нека каже: дојди. И кој жеден, нека дојде. И кој сака, нека земе од водата на животот даром. Еве, ова е пораката за денеска во ова кратка тема. Господ не предупредува, ни укажува на завршните настани. Дали ќе го приеме пелегот, жигот над зверот, тоа е неделата, или пак ќе го примеме Божјот печат, а тоа е почитување на саботата. Одлуката е наша. Одеме сега со уште една песна. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj
samo reci riječ, ozdravi dušu moju, reci jednu riječ, oslobodi me. Samo reci riječ, obnovi moju vjeru, reci jednu riječ da vjerom taknem te. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ, iscijeli srce moje, reci jednu riječ da procvjeta. Samo reci riječ, otvori moje oči, reci jednu riječ da progledam. Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ, iscijeli moje boli, reci jednu riječ da zapjevam. Samo reci riječ, obnovi moju ljubav, reci jednu riječ, ja ljubim te. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Evo nepovtorno во програма, почитувани гледачи, вие следите дневната емисија, точно напладна емисија која се емитува во среда во 12 часот. За денес имаме едно прашање, која била Агара? Верувам дека сте слушнале за ова име, за ова жена, но сепак еве ќе кажеме неколку реченици, да се подсетиме и можеби ќе слушнеме нешто ново. Агара на еврејски Хазар значи поклоник, аџија. Таа била робинка или помодерно би рекол слугинка на Сара и на Аврам во времето на живењето на самиот Аврам и Сара. Значи, таа станала подосна и наложница на Аврам и на кого таа му родила син Исмаел. Меѓутоа, знаеме дека Сара и Аврам биле во длабока старост, немале пород и Сара му предлага на Аврама да ја земе слугинката за жена. Но интересно, Бог му ветил на Аврам дека од него и од Сара ќе имат наследник како морски песок или како звездите небесни. Меѓутоа, очигледно Аврам и Сара покажале недоверба во Бога и сега под наговор на Сара, Аврам ја зима Агар и таа му го раѓа синот Исмаел. Меѓутоа, по Божито ветување и Сара родила и му дале име Исак на синот кој таа го родила. Меѓутоа, во еден миг тие се скарале, Сара му наредила на Аврама да ја отера Агара и детето во пустината арапска, таа се населила, каде што подосна Исмаел станал родоначалник на арапските племиња и оние што потекнувале од него се нарекле или се нарекуваат Исмаелци, а оние што потекнуваат од неговата мајка, значи од Агара, се нарекувале Агарјани. Традиционално и во исламот арапите се сметаат за потомци на Исмаел, а Агара зазема важно место
во арапските преданија. Еве, само да ве подсетам дека ова што го кажав може да го најдете во Библијата, почитувани гледачи. Еве сега јас ќе отворам и ќе прочитам неколку текстови да добиеме една слика за ова жена. Значи, во прва книга Мојсеева или во Битие, во 16 глава од 1 до 15 стих, овде Мојсија ни дава еден пресек што се случувало во шаторите на Аврама. Јас нема се да читам ради времето, но неколку текстови за да добиете една поубава, појасна слика. Аврамовата жена Сара не му роди деца, а имаше слугинка египетка по име Агара. И Сара му рече на Аврама: гледаш, Господ ме направи неплодна, влези кај мојата слугинка, можеби ќе добием деца. Аврам ги послуша зборовите на Сара. И така, откако Аврам престојуваше 10 години во хананската земја, неговата жена Сара ја зеде Агара, египетската нејзина слугинка, и му ја даде на својот маж Аврам за сопруга. Тој влезе кај Агара и знаеме таа веќе зачнала подосна и го раѓа Исмаил. Меѓутоа, очигледно Агара станала горда што му родила дете на слугата, односно на господарот, таа како слугинка, а Сара се чувствувала како подценета. Царот тоа не можел да го поднесе. Меѓутоа Господов ангел ја најде во пустината, бидејќи била избркана со детето. Тогаш Аврам ми одговори на Сара: ете, твојата слугинка е во твојата рака, постапи со неја како што сакаш. Сара се однесуваше со неја толку лошо што таа избега од неја. Сега таму во пустината се мачи со своето дете. И Господ ја посетил таму во месото Сур и ја праша: Агаро, Сарина слугинко, од каде доаѓаш и каде одиш? А таа одговори: еве, бегам од својата господарка Сара. Господовиот ангел рече: врати се кај господарката твоја и покори се под низините раце. И навистина Агара го послушува Господа, ангел Господов се враќа повторно, сега понизна, и детето расте. Детето расте во шаторите на Аврама. Но Господ и дал благослов и на Агара, вели: ќе го умножам мощне твоето потомство, не ќе може да биде изброено поради множеството. Натаму Господовиот ангел рече: ете, ти си бремен, ќе родиш, дај му име Исмаил, зашто Господ ја чу твојата молитва. И така натаму. Значи, оделедаме дека Господ превзема обврска да ја чува и ова жена. И знаме денеска каква армија, колку луѓе во исламот постојат благодарение, да кажеме, кои произлегле од самиот Исмаило. И таа го нарече Господа кој изборуваше: ти си севидечки Бог, Еларой. Значи, знаеме дека за Бога имат повеќе имиња. На еврејски Еларой, Ел Шадај. Еларой значи оној кој гледа. Бог се гледа. Зашто таа рече: Господов го видов Бога и после појавувањето останав жива. И сега таа изворот го нарекува Вир Лахај Рој, кладенец на живототворниот севидички Бог, а и него меѓу Кадес и Варат. И Агара му роди на Аврама, и Аврам му даде име Исмаил, на синот што му го роди Агара. Аврам имаше 86 години кога Агара го роди Исмаила. После негде 10 до 15 години ќе роди и Сара. Но тоа ќе биде судир помеѓу две генерации, би рекол, и ќе дојде ден кога Сара скроз ќе отера Агара, повеќе нема да биде во шаторите на Аврама, кога и таа ќе роди дете според Божито ветување. Како е да е, Господ ги знаел неволите на Агара и затоа го пратил ангелот и дал совет да се врати назад, и таа се враќа и тука расте детето во шаторите на Аврама. Агара му верувала на Господа и го послушала, како што реков, и се вратила назад. Како и да е, интересна е ова жена, ете, како слугинка се метнала, би рекол, во домот на Аврама, но како е да е, Бог го исполнил своето ветување, се раѓа подосна и самиот Исак, од кого знаеме се намножило мноштво луѓе, евреите потекнуваат од Аврама, тој татко на евреите, и секако таа лоза се продолжила. Како и да е, Бог, како што рековме, Ел Рој, тој ги гледа и денеска нашите маки, нашите проблеми со кои се среќаваме. Бог е истиот, како што погледнал кон Агара, Бог и денеска може да ни помогне било во кој сегмент од нашиот живот. Ете, тоа беше прашањето, која била Агара, слугинка на Аврама, која ќе му роди подоцна син,
Исмаело и денеска Исмилцице горди наследници на ова име, односно на ова дете, подоцна водач на една голема група на луѓе. Одеме сега повторно со песна. Ти си од вечноста, Господи мој Исусе, Ти владееш секогаш во величество, во сила облечен. Ти си Боже во висините, Твоите дела се предостојни, о Боже мој. А светоста е украсна, Твојот дом за секогаш, и пеам слава на Исус, слава на Исус, слава на Исус, слава на Исус. Твојата љубов мене ме облева, ја знам, затоа ти пеам јас, за да те прославам. Го плати гревот мој, за да бидам јас од тебе, ме ослободи од робство, ти благодарам. А сега знам дека си ти со мене за секогаш, и пеам слава на Исус, слава на Исус, слава на Исус, слава на Исус. О Боже мој, јас те љубам. О Боже мој, јас ке бидам со тебе за секогаш. За секогаш. За секогаш. За секогаш. Исус, слава на Исус, слава на Исус, слава на Исус, Почитувани гледачи, еве полека се ближиме кон крајот. Би сакал и денеска да ви понудам бесплатна Библија, значи книга над книгите, Светописмо. Сите вие кои сакате да го имате ова Светописмо или Библијата во ваши раце, пишете ни на нашата адреса. А доколку сакате да ја проучувате по дописен пат, исто така ви нудиме и дописна библиска школа, bibliјатазборува.мк. Има таму прекрасни подречја во кои може да се најдете и здравствени, религиозни и психолошки теми, така да ја видиме сега рекламата и слободно напишете го тоа име во вашите компјутери на Google секако и ќе ве однесе страницата до дописната библиска школа која ви се нуди вам, почитувани гледачи. Да видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето,
библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, дојдовме до самиот крај на нашата денешна емисија, точно напладне. Полекајте, го преполовуваме и самиот месец јуни, кој ќе ни отпочне изванично најтоплото годишно време, летото, како и да е, деновите се навистина топли, чувајте се од жешкото, но јас би сакал да ви посакам убав ден, благословен ден, цела седмица и да ви закажам нова средба во наредната среда. Ако Бог даде живот и здравје, повторно се видиме точно во 12 часот, а до тогаш останете со здравје. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме.